Благодарам, потпредседателе. Имено имам предлог за дополнување на дневниот ред на уште еден закон. Закон за финансиска поддршка на инвестициите, кој што сметам дека треба да биде прифатен од мнозинството и е поднесен по скратена постапка. Овој закон е во директна корелација со планот или филозофијата на економска трансформација на Република Македонија, бидејќи практично го уредува сферата на државната помош за инвестициите и во насока на директно намалување на невработеноста, но и на покачување на економскиот стандард. Укажуваме на една потреба на редефинирање на државната помош кон инвестициите, со тоа што прво ќе редефинираме во законот кој може да добива државна помош за да инвестира, односно да почне одредена инвестиција или бизнис во стопанството. Второ, даваме две комисии за евалуација на тие кои што поднесуваат, па би кажал, апликација за да добијат државна помош. А втора интересна ситуација во овој дел кој што се создава е комисија за надзор, бидејќи до сега, почитувани, замислете, оваа држава одвојувала средства без никакви реперкусии за оние кои што не ги оправдале тие средства, односно без никакви услови за тие кои што треба да добијат државна помош, а понатаму никој тие средства не ги евалуирал или немал надзор, па така да се случуваше ние да сме издвоиле средства од буџетот, односно од парите на граѓаните, а тие средства никој да не знае ни дали завршиле таму каде што треба, ниту па дали имаат кост бенефит од тие средства кои што ние сме им исплатиле до нив. Понатаму даваме уште една можност за сите тие инвестиции кои што ќе добијат средства од државната помош да испратат извештај до владата на секои 6 месеци. И на крајот надлежен орган како институција која што треба да го следи ова одблиску, му даваме можност на Министерството за економија и труд, сметајќи дека на ваков начин можеме да создадеме една можност да овие инвестиции, да овие компании кои што ќе добијат државна помош имаат една адреса на која што ќе може да се обратат, сите отворени прашања кои што ќе им излезат на патот на реализирање на своите инвестиции да ги адресираат и на тој начин оваа држава да помогне за едноставно подобра помош кон оние институции, односно инвестиции кои што сакаат да се реализираат тука, но и во покачување на бројот на вработените. Така да сметам дека е едно позитивно законско решение кое што треба да биде поддржано од мнозинството. Ви благодарам.